Вести на Канал 8. Добар ден. 26 годишен возач од Оризари е тешко повреден во сообраќајна несреќа во близина на штипското село Чардаклија. Возилото што го управувал излетало од патот, пошто момчето е префрлено на лекување во клиничката болница во Штип. Уште еднаш кобна се покажа кривината кај селото Чардаклија на сообраќајниот правец Кочани Штип. Из утрината околу 6 часот, 26-годишниот МА од Оризари, кој управувал патничко возило БМВ, излетал од коловозот и завршил во трските од мочуриштето покрај патот. Несреќата се случила практично на истото место каде минатата недела во судир на автобус и автомобил загина 51 годишен штипјенец. Првичните сознанија велат дека причина за излетувањето на возилото е неприлагодената брзина според условите на патот. Сепак, забележливо беше дека на критичното место на коловозот има истурено моторно масло или нафта. Најверојатно тоа дополнително влијаело возачот од Оризари да изгуби контрола над возилото и да заврши надвор од патот. При излетувањето тој се здобил со сериозни телесни повреди, поради што веднаш бил префрлен на лекување во Штипската клиничка болница. Жителите на Чардаклија велат дека целиот патен правец е црна точка, зашто сведочат големиот број сообраќајни несреќи. Црна точка е од Чардаклија до Крибиште. Нема да балам. И тоа е непазење, брзо се возе и патот не е прегран. Кај Чардаклија е доста оста кривина, која што треба ограничено возење. Увек има деца на пато. Мислам дека треба и знак да постоje со ограничена брзина која може шо возачот да внимава на населеното место. Овај пат плака за реконструкција. Прави се Западна Македонија, прави се секаде исто кој е забравен тотално. Треба проширување на овај пат реконструкција, инаку дешават се и ќе продолжат да се дешават вакви работи. Нејавеното проширување на коловозот од Штип до Кочани и неговото рангирање во експресен пат би требало да го намали бројот на сообраќајните несреќи. До тогаш, единствениот апел до возачите е да бидат внимателни поради специфичните услови на возење, односно повеќето непрегледни кривини и населените места низ кои патот поминува. Со низа свечености, општината Чешиново Облешево ја одбележа 10 годишнината од своето постоење. По тој повод беше приредена спортска и културно-уметничка програма, а се одража и рачното зажнејување на Оризот. Со свечена седница на Општинскиот совет започнаа завршните свечености за одбележувањето на 10-годишниот јубилеј од основањето на општина Чешиново Облешево. Градоначалникот Костадин Личков и председателот на советот Тина Петрова во обраќањето пред присутните направија краток осврт на досегашното работење и развој. Беше речено дека жителите се горди на постигањата, посебно во решавањето на инфраструктурните проблеми, па иако претежно земјоделска, општината станува препознатлива на картата на Македонија. Во рамки на свечената седница, на ученици од општинските основни училишта им беа доделени признанија за најдобро изработени литературни творби на конкурсот што беше распишан по повод празникот. Потоа на оризовите полиња во атарот на село Чифлик се освети празничната погача и се изврши традиционалното зажнејување на првите снопја ориз. Со благослови и жетварски песни се пренесоа желбите за успешна и богата жетва, што и официјално стартуваше деновиве. Ова година е јубилејна година од општината Чешиново Облешево, 10 години. Денеска сме на местото на зажнејување на Оризот во населено место Чифлик. Се надеваме дека ова година ќе биде берикетна година за сите земјоделци, дека ќе имат богат род, поголеми услови за живот, со подобри желби за понатаму. Се надевам дека Чешиново Облешево веќе станува една современа и модерна општина. Оправдани се овие 10 години постоењето на општината, се надеваме дека и со поголема работа и со повеќе труд да постигнеме што повеќе и повеќе за општината Чешиново Облешево. По повод празникот на општината се одржаа спортски надпревари во ракомет, мал фудбал и влечење јаже, како и офроуд возење со мотори од Облешево до Лесновскиот манастир со завршница во селото Пантелеј. Во спортската сала во Облешево се одржа културно-забавна програма со учество на фолклорните ансамбли од Унгарија, Романија, Бугарија, Србија и Македонија, кои се учесници на меѓународниот фестивал Истибанско здравоживо. Се асфалтира регионалниот патен правец Зрновци-Карбинци. Од јавното предпријатие за државни патишта рекоа дека до крајот на годината ќе биде изградена делницата до село Теранци, за што се издвоени над 230.000 евра.
Градеж на механизација на јавното предпријатие Македонија пат започна со поставувањето асфалтен слој на делницата меѓу селата Зрновци и Теранци, како дел од изградбата на регионалниот патен правец што ќе ги поврзува општините Зрновци и Карбенци. Пробивањето на патот и поставувањето тампон започна на пролетва и досега е изграден поголемиот дел од коловозот, а работите ќе продолжат до крајот на годината. Од јавното предпријатие за државни патишта потврдија дека се обезбедени потребните средства за изградба на целиот патен правец со должина од над 19 километри, а за годинава е издвоена околу 1/3 од потребната сума. Оваа година се одвоени 14,5 милиони денари и со тие средства ќе се изработат околу 2,5 километри помеѓу селата Теранци и Видовиште. Значи, во наредните години ќе се заврши комплетно патот, значи комплетно сите 10,6 километри ќе се завршат и овој пат ќе се добие една целина која ќе ги поврзува овие две општини, а воедно и општината Чешиново Блешево. Според градоначалникот на Зрновци, изградбата на патот ќе овозможи жителите од сите села од овој регион да можат полесно да комуницираат меѓу себе. Со оглед на тоа што регионалните патишта ни возможуваат пристап до магистралните патишта и тие заедно со локалните патишта се значаен фактор за развојот на локалната економија, за привлекување на нови инвестиции, мали бизниси и разни земјоделски активности, јас сум уверен дека токму овој регионален пат ќе биде добра основа за понатамошниот развој на општина Зрновци. И градоначалниците на општините Чешиново, Облешево и Карбинци гледаат голема предност од изградбата на новиот патен правец, што ќе значи полесен и побрз пристап до населените места во регионот. Мислам дека овој пат е од големо значење, значи некако централно подрачје, самите земјоделци ќе имаат добар пристап до населените места, со тоа што и нашиот сточен пазар кој е лидер во Источна Македонија, се надевам дека ќе имаат подобра комуникација, со тоа што магистралниот пат А3 ќе биде со намалена фреквенција и народот повише од оваа страна ќе доаѓа и ќе го посетуваат нашите населени места. Овој патен правец за општина Карбенци ќе значи многу, затоа што жителите на општина Карбенци ќе стигнуваат многу побрзо до магистралниот пат, односно од плачковичките села и поголемиот дел од нашата општина. Ќе може побрзо да комуницира со општините Чешиново, Блешево и Зрновци, Виница и така натаму, и ќе можат побрзо да стигнуваат и до сточниот пазар до Облешево, и така ќе биде од многу големо значење за општина Карбенци. Според најавите од јавното предпријатие за државни патишта, во периодот до 2017 година планирано е да се изгради и асфалтира земјениот коловоз во должина од 10,6 километри. За оваа намена ќе се потрошат уште околу 35 милиони денари. Од овој вторник сточниот пазар во Облешево продолжува со нормално работење. По забраната за продажба на добиток поради болеста син јазик, пазарот беше затворен скоро 2 месеци, од што најголема штета имаа сточарите од источниот регион. Агенцијата за храна и ветеринарство ја укина забраната за работа на сточниот пазар во Облешево. Проблемите со проширувањето на болеста син јазик, од која угинаа повеќе стотина грла овци, кози и друг крупен добиток, го затвори пазарот скоро 2 месеци. Со оглед што тој е најголем во источниот дел од државата, голем број сточари од регионот беа спречени да ги продаваат своите животни, а исто така проблем се јави и со пласманот на млекото и млечните производи. Од јавното комунално предпријатие Облешево, кое стопанисува со сточниот пазар, потврдија дека забраната е отстранета и дека уште овој вторник заинтересираните продавачи и купувачи можат да дојдат на пазарот. Сакаме да информираме јавноста, по-конкретно одгледувачите на стока, крупен добиток и овци и кози, дека почнувајќи од утре, значи сточниот пазар во село Облешево ќе работи, дека тие слободно можат да вршат продажба на стоката на нашиот пазар. Тоа се случи на тој начин што значи овластениот инспектор за храна и ветерина достави решение дека е укината веќе забраната и со тоа практично почнува примена на нова мерка на дека се става во употреба пазарот за продажба на стока. Штета од неработењето на сточниот пазар претрпеа и сточарите, но и во општинскиот буџет се собираа помалку средства. Директорот Анастасов потврдува дека имало реагирање од сточарите поради паузирањето во тргувањето, но тие, како јавно предпријатие, го почитувале решението на овластената здравствена институција. Имаше големи реакции, болеста зазема голем замав во нашиот регион. Еве, јас лично познам фармери кои што претрпеа големи загуби и штети не само од помор на стока, туку
и од самото непроизводство на млеко и на сирење, значи исто се и тоа големи штети. Имаше реакции, меѓутоа значи се работи за страшна болест која што опасно го нападна сточниот фонд посебно во источниот регион тука, и се надеваме дека болеста е ставена веќе под контрола од страна на надлежните служби, да се надаме дека значи пазарот ќе почне да функционира нормално како и порано. Забраната што ја издаде Агенцијата за храна и ветеринарство се однесуваше на 10 сточни пазари во Македонија, меѓу кои и Облешевскиот. Во периодот додека таа беше активна, на пазарот дозволено беше тргувањето само со растителни земјоделски производи и друга стока за широка потрошувачка. Уште една хуманитарна акција спроведоа општината и Ротари клубот Кочани и Виница. Одржана аукција на уметнички слики од колонијата Свети Пантелеимон за помош на Даниел Митков. Наместо Оризова бела ноќ, заедно со хуманитарниот концерт во рамки на содржините на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз 2014 во Еврохотел Брана Градче беше одржана аукција на уметнички дела од ликовната колонија Свети Пантелеимон 2012 и 2013 година. Целта на овие две случувања е да се помогне на младиот Даниел Митков кој настрада во сообраќајна несреќа и се наоѓа во инвалидска количка. Нема му се потребни 25.000 евра за да замине на операција во Кина. Поголемиот дел од понудените дела беа продадени, со што беа собрани значителни средства. За наше задоволство и на задоволство на Даниел, секако и на неговото семејство, оваа аукција заврши навистина успешно, неочекувано. Значи, пред се купувачи и посетители беа членовите на Ротари клуб од Кочани и Виница. Од понудените 25 уметнички слики се продадоа 21, значи само 4 слики не се продадени. Истите постигнаа цена и вкупно се собрани 80.000 денари кои што ќе бидат понатаму префрлени на сметката на Даниел Митков и ќе бидат наменети за лекување. Им благодариме на сите кои што беа дел од оваа аукција, дел од оваа добротворна акција. Се надеваме дека и понатаму ќе имаме соработка и пред се благодарност и на домаќините овде, на Еврохотел Градче, кои што пак на гостите им понудија хуманитарно забава и коктел. Напорите за собирање на потребните средства продолжуваат и понатаму. За помош на Даниел Митков граѓаните можат да донираат на жиросметка и на телефонските броеви за донација. $7.300 денари донираа граѓаните на хуманитарниот концерт што во неделата се одржа на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Собраните средства се наменети за помош на Даниел Митков. Славица Стојанова, Петар Малинов, Павле Зашев, Шекспир Бенд, Дарко Стојчев, познати групи и пејачи од Кочани и Елена Мирчевска од Скопје, преку настап на хуманитарниот концерт, ја покажаа својата хуманост. Одржаа концерт на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри и несебично покажаа дека може да придонесат за својот сограѓанин. Општината им се заблагодари на домашните групи и пејачи што позитивно одговорија на нивната покана за заедничка скромна помош за Даниел Митков. Едноставно како општина се чувствувавме обврзани по овој апел и повик за нашиот сограѓанин Даниел да помогнеме, бидејќи ја знаеме ситуацијата и еве вечерва концертот е посветен токму на него. Не успеавме за жал да доведеме некои познати музички имиња од македонската естрада, меѓутоа успеавме најдобрите од Кочани да ги обезбедиме, а исто така имаме и учесничка од Скопје, Елена Мирчевска. Иако времето и не беше многу наклонето, сепак кочанските граѓани ја покажаа својата хуманост и донираа за помош на нивниот сограѓанин. Дождот го спречи дефилето на учесниците на Истиванско здраво живо. Отворањето и концертот беа одржани во спортската сала во Виница, каде се представи ансамблот Танец. Дождот го спречи традиционалното дефиле, но тоа не одзеде многу од свеченоста на отворањето што принудно се одржа во спортската сала во Виница.
Истибанското здравоживо за отворено го прогласи градоначалникот на Виница Емил Дончев. Имам посебна чест оваа вечер да ве поздравам на отварањето на 29-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Посебно сакам да ги поздравам нашите пријатели од Република Турција, од градот Орхангази, начело со градоначалникот Нешат Чарлаја и пратеникот господинот Искрен Ајден. Исто така, волен поздрав и до гостинот од Арменија, мојот колега, градоначалникот на градот Парака, господинот Самвел Бардамјан. 29 години Истибајка е домаќин на групи од цел свет, фолклорни групи, и ја користам оваа можност да ги поздравам сите наши гости оваа вечер и да ги посакам пријатно добре дојде во општина Виница и пријатно добре дојде во Македонија. Ова година имаме навистина одберено, селектирано многу квалитетни ансамбли, дури од 3 континенти. Имаме ансамбли од Европскиот континент, од Африка и од Азија и од сите региони на Република Македонија. Како што кажав, фестивалот си го најде своето вистинско место и член на светски организации и официјов. И ево организација на ансамблот Китка од Истибања, а е под покровителство на општина Виница со градоначалникот господинот Емил Дончев. Сакам да кажам, поради временските неприлики, еве ќе почнеме овде во Виница, во спортска сала, додека се надеваме со Господ напред дека во среда ќе биде времето прекрасно и затворањето, финалето на фестивалот ќе го реализираме онака како што требаше денеса да го направиме токму во Истибања. Меѓу странските делегации е и представник на Министерството за култура од Египет. За прв пат сум во Македонија и јас и мојата група навистина уживаме овде. Се надевам дека следната година ќе имаме можност да дојдеме повторно со оглед на тоа дека обезбедувањето визи е помалку комплицирано. По кратките настапи на земјите учеснички, како последни на отворањето настапија членовите на професионалниот фолклорен ансамбл Танец од Скопје. Истибанското здравоживо продолжи во Облешево, каде гостите имаа настап во рамки на свеченоста на општината. Фестивалот се затвора в среда. Со изложба на Сдруженијето во Виница, отворена галерија Венеција, новиот дом на уметниците од овој град. Во просториите на галеријата Венеција беше поставена годишната изложба на Сдруженијето на уметници со што таа официјално беше отворена за јавноста. Изложбата на која се поместени по неколку дела од авторите е збогатена со нивниот најнов опус. Сдруженијето на уметници конечно заокружи уште еден успешен проект, годишна изложба, 6-та поред, каде што гледаме дела на повеќе автори на членови на Сдруженијето. Иначе интересна работа за Сдруженијето е што Сдруженијето располага со членови од различни категории, тоест графичари, дизајнери, сликари, керамичари, текстил техника, тоест специјалност, дзидно сликарство. Изложбата имаше голема посетеност со оглед на тоа дека најголемиот дел од бизнис секторот, како и локалната самоуправа, помогнаа во уредувањето на галеријата. Годинава на изложбата беа присутни и изложуваа двајца надворешни членови. Професор Гоце, професор на Средното уметничко училиште во Скопје, кој се представи со едно дело, керамика, и Маријана Иванова, која беше наша ученичка и беше дизајнер на самиот каталог и на плакатот на Сдруженијето. Така да со ова покажуваме дека ги подржуваме и нашите студенти, така да ги упатуваме и отвараме еден простор, еден ден да бидат и тие дел од нашето здружение. Се надеваме дека целиот овој проект ќе биде успешен, значи стигнавме до една фаза да средиме самата галерија, следат уште доста чекори. Голема поддршка имавме од бизнис секторот од општина Виница, некаде околу 40 фирми ни помогнаа за да го решиме целото ова идејно решение. Дизајнерката на мебелот исто е студентка која се што гледате овде од мебелот е дел од нејната дипломска работа.
Значи, Сандра Костадинова, голема благодарност до неа. Изложбата се реализираше со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, а придонес во незината реализација дадоа и општина Виница и музеот Теракота. Презентација на тема придобивките од користењето на обновливи извори на енергија се одржа во детската градинка Павлина Велјанова. Посебен осврт се даде на искористување на сончевата енергија и хибридните сончеви колектори, кои градинката ги постави пред непол месец. Обука на тема обновливи извори на енергија се одржа во клонот 1 во детската градинка Павлина Велјанова. Истата е дел од проектот Сончева електрична и топлинска енергија за намалување на CO2 емисија од градинка. Презентацијата беше на тема придобивките од користењето на обновливи извори на енергија, со посебен осврт на искористување на сончевата енергија и хибридните сончеви колектори. Градинката пред непол месец постави 5 такви колектори. Предавач беше Столе Ѓоргиев, инженер за животна средина. Целта на ова обука е да се смисли некаков начин, некаков оперативен план за реализација на едукативен час со дечињето од 5 и 6 годишна возраст. Зошто дечињето од 5 и 6 годишна возраст? Заради тоа што сметавме дека баш оваа возраст е доволна за да можат тие, ако не целосно да го разберат, барем да почнат да создаваат некаква свест за тоа што значат обновливите извори на енергија. Како дел од проектот, понатака следува и реализацијата после оваа обука, реализацијата на едукативниот час, кога ќе биде најавен и награден конкурс за дечињата на тема Сонце. Ќе бидат избрани награди, значи ќе има 3 први, 3 втори и 3 трети награди, кои што ќе бидат соодветно наградени на завршниот настан кој што ќе се реализира во месец декември. А од 3 први награди ќе биде одбран најдобриот цртеж, кој понатака преку компјутерска обработка се планира да стане и лого на градинката Павлина Велјанова, која што се уште нема. Проектот е финансиран од Глобалниот еколошки фонд и кофинансиран од општина Кочани, а се реализира во соработка со локалната акциона група од Кочани. Учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи на своите помали соученици од прво оделение и на нивните родители, како и на останатите граѓани, делеа флаери со едукативна содржина за помалку користење на возилата и промовирање на велосипедот. Со тоа го одбележаа Меѓународниот ден без автомобили. Флаери со едукативен материјал во кој поопштирно е објаснето зошто се одбележува Меѓународниот ден без автомобили и која е целта на истиот, делеа учениците од училишниот одбор од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Проектот е во соработка со полициските службеници од полициската станица Кочани. Денот 22 септември ние го обележуваме на малку различен начин отколку досега. Всушност им делиме флаери на првачињата, односно и на нивните родители, да прочитаат најпрви, значи информативно е да прочитаат што значи овој ден, колку е важен за подигање на свеста кај граѓаните, па потоа символично се обврзуваат и изјавуваат дека еден ден од оваа недела ќе одат пеш цел ден. И на училиште со своите деца, од училиште дома, па по можност и цел ден. Преку вакви активности и одбележување на денот, учениците упатија апел до сите граѓани, ако е можно да одат повеќе пеш без своите автомобили. Покрај апелот, учениците го одбележуваат овој ден и од причина што Основното училиште Свети Кирил и Методи е опкружено со сообраќајници и учениците се загрижени за својата безбедност. На тој начин ја подигаат свеста кај граѓаните за користење на алтернативни превозни средства во секојдневниот живот. Основното училиште Раде Кратовче и годинава ја подига свеста на граѓаните за користење на велосипедот како еколошко превозно средство. Денот без автомобили одбележан со велосипедска трка низ Кочанските улици и едукативен час за безбедно возење велосипед. Под мотото шумата како најефикасна машина за чистење на воздухот, Основното училиште Раде Кратовче го одбележа 21 септември Светскиот ден на мирот и 22 септември Меѓународниот ден без автомобили. Околу 60 ученици од Кочани, придружувани од професионални велосипедисти од општината, возеа низ градот, при што велосипедот го представија како забавно, ефикасно, безбедно и еколошко превозно средство, кое повеќе треба да биде користено.
Искуството од досега реализираните проекти за одбележување на денот без автомобили се покажало како ефикасно, затоа што се подига свеста кај граѓаните за користење на еколошкиот превоз. Тргна нашата велосипедска екипа, тоа се нашите ученици, членови на нашиот велосипедски спортски училишен клуб Тркало, во кој што беа вклучени и Facebook фан групата на велосипедизмот. Маршрутата е од нашето училиште, па се оди до кружниот тек во центарот, се врти кај Жито Ори, се враќаат назад и до Тимобел. Освен учениците од Основното училиште Раде Кратовче, во организација на велосипедската тура учествуваа и наставници од училиштето, полициската станица Кочани, Советот на родители и невладини организации. Училиштето на подарок доби 2 кацеги од продавницата Вегоел од Кочани. Пред почетокот на турата представници од полицијата на учениците им одржаа едукативен час за безбедно користење на велосипедот. Ово училиште го одбележа и 21 септември светскиот ден на мирот со садење борчиња во дворот на подрачното училиште во Нивичани. Основното училиште Раде Кратовче досега има добиено 4 највисоки екознамиња во 2007, 2009, 2011 и 2013 година. Во текот на целата година реализираат проекти поврзани со подигање на свеста кај учениците за чување на животната средина и чиста околина. И за крајот вестите проследете спортската информација. Порази за Осогово и Слога 1934. Фудбал Старс подобар од Рудар. Злато за Мартин Стојменов и сребро за Роберто Здравковски во Скопје. Злато за Мартин Стојменов и сребро за Роберто Здравковски на меѓународниот карате турнир кој беше организиран во чест на јубилеот на карате клубот Светан Димов од Скопје. На турнирот настапија околу 200 каратисти од Македонија, Албанија и Србија. Карате клубот Партизан го представуваа тројца надпреварувачи. Порази на гостински терен за Осогово и Слога 1934 во рамки на петото коло во третата лига Исток. Комплетни резултати од колото. 14 октомври 1946 напредок Здравје Радово 1:5. Овчеполе Каменица Саса 7:1, Баби Беласица 1:1, Тиверија Слога 1934 2:1, Брегалница Голак Плачковица 1:1 и работник Џумајлија Осогово 2:1. Се одигра второто коло од детската фудбалска лига. Фудбал Старс беше домакин на Рудар од Провишти во рамки на колото. Во генерацијата 2000-2001 надпреварот заврши со службен резултат од 3:0, поради немање идентификација на играчите на ФК Рудар. По одиграниот надпревар резултатот беше 1:2. Во генерација 2002-2003 Фудбал Старс Рудар 1:0, стрелец на голот Мартин Николов. Генерација 2004-2005 Фудбал Старс Рудар 3:0, стрелци на головите Ненад Зафировски 2 и Антонио Гицов 1. Во генерација 2005-2006-2007 Фудбал Старс Рудар 6:1, стрелци на головите Мартин Илиев 4, Девид Иванов 1 и Љубомир Игнатов 1. Генерација 2006-2007-2008 Фудбал Старс Рудар 2:0, стрелци на головите Петар Постоловски и Марио Симовски. Фудбал Старс одигра и 2 пријателски надпревари во Оризари во генерација 2000-2001 против екипата на ЖФК Иднинас, што го доби со резултатот 4:2. На игралиштето во Чешиново пак генерациите 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 беа подобри од противниците екипи што се дел од Академијата Апостолов Пандев од Штип.
Со временската прогноза го завршуваме понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Имајте убава вечер.